Еко живот од Кавадарци, еден од најактивните според мене. Денеска го гледаме овде на сајмот за вон училишни активности. Роберто, непрестануваш со своите активности. Што има моментално во актуелност кај тебе и што следува? Да, наша обврска е како младинска еколошка организација да се јавиме на овој сајм за вонучилишни активности. Најпрво би почнал со она што е најактуелно во Кавадарци, тоа е банкарство со храна кое што ние го работиме, со искажена доверба од страна на градоначалникот Митко Јанчев и бизнис секторот, како и нашите хумани сограѓани. Во склоп на тоа што сме членка на коалицијата за борба против гладот, Еко живот има добиено грант од Европската унија во склоп на проектот ВСС ефект и нашиот проект кој што се вика повеќе гладни, помалку гладни, повеќе среќни, е должен да на територија на општина Кавадарци па и Росоман го направи едно истражување за испитување на економски сиромашни послабите фамилии кои што имаат потреба од некаква помош, дали се работи за финансиска или пак во храна, како и едно истражување на бизнис секторот за нивната расположеност да донираат за овие фамилии на кои што тоа им е најмногу потребно. Во склоп на овој проект ќе успееме да направиме еден сублимат од страна на сите институции, како и бизнис секторот, за да постигнеме поголем ефект. Во склоп на проектот произведи, употреби, рециклира и повторно употреби, кој што е регрант од Европската унија преку Енаванет. Ние ќе се обидиме да ги воспоставиме принципите на циркуларната економија во нашата општина, како и соседните општини. Ќе направиме едукација на сите ученици по школите, ќе овозможиме да се подигне свеста за сите можни начини за справување со отпадот, а воедно тука ќе биде истражени сите диви депонии кои што се во нашиот регион и кои што треба да бидат отстранети, за да не немаме една слепа точка, да не бидат слепа точка на убавините на нашиот регион, целиот Тиквешки регион, со акцент на општина Кавадарци. Исто би истакнал дека Еко живот, како регионален еколошки центар, а воедно и младинска организација, има активности во склоп на Еразмус програмата. Спроведуваме К2 проект кој што е со тематика за апциклирање за млади. И тој проект претпоставуваме дека со тој проект ќе направиме голема промена во размислувањата кај младите за начинот на справување со некои видови на отпад и како тој отпад може да се искористи за некои по-возвишени цели, тоа да се заработи, па дури да се стекне вработување преку начинот на справување со отпад. Би истакнал дека имаме соработка со проект ЕУ од Кавадарци на овој проект и соработка со Ред Охре од Англија, од Лондон. Тоа е организација која што ќе ни овозможи пренесување на нивните искуства и добри практики од оваа област, затоа што апциклирањето е нова област кај нас. И се надеваме дека нашите млади кои што ќе ја посетат Англија, тоест Лондон, и фабриките кои што се бават со апциклирање ќе донесат нови искуства кај нас во нашата средина.